Добро вечер. Еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија го почна одбележувањето 82 години сеќавање на депортацијата на македонските евреи. Во меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија попладнево се одржа симпозиум на тема 80 години по војната, чувајќи ги спомените градиме иднина. На настанот се обрати и премиерот Христијан Мицкоски, кој порача дека историјата не е само спомен, туку е и лекција. Наша обврска е да ја чуваме вистината и да се спротивставиме на заборавот, рекоа говорниците на симпозиумот. Нашата обврска е да останеме будни. Во оваа борба никој не sme да остане равнодушен. Како што рекол преживеаниот од Холокаустот и добитник на Нобеловата награда за мир, Ели Визел. Заборавот не значи само негирање на минатото, тоа е закана за еднината. Да се заборави, значи да се убие два пати. Наша должност е да се спротивставиме на заборавот, да образуваме, да раскажуваме, да ја чуваме вистината, да го заштитиме светот од повторување на истите грешки. Ние како земја сме пример на соживот и толеранција. Македонија е земја што се гордее со својата традиција на соживот. Еврејската заедница е нераскинлив дел од оваа општество. We really cannot fight anti-Semitism unless we understand it. And therefore, in this case, a definition is so important because it comes at us from all parts of the political spectrum and in very different forms. We need to be alert if we're going to be able to push back. Секоја омраза и најмала на крај доведува до злочин, до неправда, до искоренување на другиот, уништување на тој што не е истомислен. Затоа 80 години помина од војната, може би нацизмот е покорен, но нацистичките идеи обстојуваат. Како се доближува датумот за одржување на седницата за законот за јазиците, се нижат заканите од ДУИ. Ке има политичка криза, а локалните избори се доведени во прашање, ако се чепне во законот за јазици, порачува пратеникот Блерин Беџети. И наспроти поддршката на американската амбасадорка Агелер до уставните судии да не подлегнуваат на какви било притисоци. Повеќе од Ивана Стојановска. Нови пораки и закани од интегративците. Не може да има стабилност во државата доколку се чепне законот за јазиците, порачува организацијскиот секретар на ДУИ пратеник Блерин Беџети. Прашан дали се можни немири, не одговори конкретно, но иако тврди дека ДУИ не подготвувале бојкот на локалните избори, сепак најавува дека одлуката на уставен за законот за јазиците ќе предизвикала политичка криза, во која изборниот процес нема да можел да се одржи. Во интервјуто за Радио Слободна Европа, Беџети вели дека надминување на состојбата гледа во предвремени парламентарни избори и повлекување на иницијативата за законот за употреба на јазиците. Секако ќе дојде до политичка криза ако се чепне во законот за јазиците. Загриженоста околу ова многу сензитивно прашање е во највисоко ниво и нормално ние сме избрани од албанците и граѓаните и свесни сме која ќе биде реакцијата. Токму и затоа е кажано тој став дека тешко дека ќе има и локални избори, имајќи предвид дека се нарушува етничката стабилност и така. И да очекувате тие што го имаат легитимитетот да ускратат права на втората етничка заедница. Мислам дека тоа е јасно кон што води. Ваквите пораки упатени од интегративците според СДСМ не одат во прилог на граѓаните и сметаат дека ДУИ треба да престане со ваквата реторика, а Уставниот суд да работи без политички притисоци. ДУИ треба да престане со етничките теми и треба да престане со реториката за предизвикување на кризи во јавноста. Тоа не ни оди во прилог никому. Уставниот суд треба да си биде независна институција која што треба да си ги носи одлуките независно, без никакви политички влијанија. Закани за длабока политичка криза и можен бојкот на изборите, доколку уставен го укине законот за јазиците, изминатите денови упатија и Ахмети и Османи. А нив премиерот Мицкоски пред некој ден ги оцени како директно мешање во правосудниот систем. Порача дека предизвикале разочараност кај меѓународната заедница.
Дел од нив рекоа дека и лично разговарале со представници од Демократската унија за интеграција и дека ова кај нив предизвикало многу негативни емоции и големо разочарување, бидејќи еден од основните постулати во демократијата е немешање во правниот поредок на една суверена демократска држава. Пред 2 дена и токму во пресрет на седницата неуставен за законот за јазиците, судот го посети американската амбасадорка Агелер, која им порачала на уставните судии да оддолеат на било какви политички влијанија и притисоци и кога ќе влезат на седниците да бидат само судии, а останатите улоги да ги остават настрана. Подготвителната седница за законот за јазиците уставен ќе одржи на 20 март, ќе се пренесува во живо и на неа ќе присуствуваат 15 експерти, меѓу кои представник од Венецијанската комисија. 30-дневен притвор за скопјанецот кој брутално претепа мајка и 2 деца кои со тешки повреди се уште се лекуваат на клинички. Случајот повторно го отвори горливото прашање за сузбивањето на проблемот со децата питачи и нивната злоупотреба. Маја Стојановска за ова. 24-годишниот насилник, кој за да му ги даваат парите кои ги проселе ги претепа неговата вонбрачна партнерка и незините 2 малолетни деца, доби 30-дневен притвор, откако судот го прифати предлогот на обвинителството. Според деталите од ОЈО, осомничениот во повеќе наврати во семејниот дом ги малтретирал и ги тепал со тупаници, клоци и тврд предмет, што резултирало со сериозни повреди, поради кои жената и незините деца откако ги сврлил од автомобил на улица, беа хоспитализирани на скопските клиники. Тој континуирано физички ја напаѓал жената, на која и нанел повеќе скршеници и други повреди. Кај помалото дете со тепање предизвикал хематом на црниот дроб, контузии со хематоракс на белодробното десно крило, лузни на лицето и отсуство на заби во устата, додека кај